Плеаут овој пат од Скопје. Во една кружна атмосфера на кружен текст заедно со синката Дон Плеа. Сине, добре дојде во Плеаут. Добро вечер. Како сте? Добро е, како си ти во Супер е, супер. Имаме заднат споменик. Пуца батето. Кажи ми сега за почеток, ете вака има луѓе, знаеме тоа дека има кои те слушаат и кои почитуваат твојата музика, има и луѓе кои не ја слушнале. Ете прилика да се представиш пред нив. Јас сум Дон Плеа, синката, интергалактичкото битие кој екзистира во светот на, да не кажам што, пошто сепак гледаат тука млади луѓе. И снимаме рапче, снимаме трапче, не знам, лаво, имам аудио-видео продукција МВР. И тоа е тоа. Кажи ми од каде идејата да почнеш да работиш со музика? Знам дека си програмер, дали тоа ти беше искуство за да стекнеш на аудио програма или програма за софтвер? Програмирањето ми е хоби, значи тоа е начин да се генерират пари, пошто можеш да му земаш пари на американците и така, но првобитно сакам да развивам свој филм, сакам да развивам култура, така да тоа беше инспирацијата. Првата инспирација беше дис, значи Бом Праскиза имаше снимено дис за мене. Јас морав да вратам на тоа едноставно и така си трна самото по себе. Прво снимавме на саунд рекордер со беззвездно микрофонче, сега снимаме в студио, спотчиња се снимат. Така. Колку е поголемо искуството да снимаш на таква, да речем, underground опрема или микрофонче од компјутер, колку е поинаку чувството да снимаш во студио? Кај е поголема креацијата? Па, зависи, едното дава поке флексибилност, пошто не ти гајлеш обреш. Другото е малце по-испланирано, треба чекорите напред да си размислиш, не сакаш. Али кога се оди профи, мора да се оди фул профи. Сега пробваме да несеме играта на повисоко ниво, особено со трапот во Македонија. Соработам со многу продуценти од Скопје, од Прилеп, од Битола. Так. Кажи ми дали соработваш со кој ќе ги спомни и нив, ама кажи ми дали си имал некоја соработка со некој странство од Македонија? Со странство, последна соработка ми беше со Soul Baby, тој е продуцент од Хрватска и многу супер продуцент. Наскоро валјда ќе снимам и со Кукус Клан и High Five, за тие што ги знаат, исто од хрватска група. Само треба прво да додам Хрватска, да испланираме што како и така. Со кои продуценти од Македонија си соработувал, да ги спомни мини во прилика, бидејќи трапот навистина е музика која јас ја почитувам и е прилично доста захтевна за работење. Кои се тие имиња кои ти помагаат? Значи Мики, Номатик, Драги, Аномалија Натива, Джојджо, да не заборам, Джојджо од Прилеп дечкото, Растур Битчиња, Хари од Прилеп исто. Не знам, Локос Железарос, имам со нив соработвано, со Трап Позитив. Немам, мешам само, Бом Праскиза се разбирам е тука секогаш. И MC Amnesi, не знам, различни ликови, као со секој што е расположен за позитивна соработка. Дали може би во скоро време ќе те видиме во Битола со некој твој настав? Па имавме настав во Позитив пред месец дена. Има нешто најава за уштено, али јас сакам да оставам, да не биде презаситено, па поќе се фокусираме сега на други гради. Скопје може да има некој настапче, али ќе видиме, ништо не ќе ме сфорсираме, така. Сине, фала ти за учеството во емисијата, се надевам ќе се видиме за скоро време, за со некои твои нови проекти, може би спот, може би песна, може би албум. Фала и вас што ме поканевте во емисијата и поздрав до сите. И што дојдовме до Скопје за тоа? Да. Поздрав.